Дигиталната трансформација на царинското работење беше еден од нашите најважни приоритети уште од самиот почеток на моето назначување како директор на Царинската управа. Пред точно една година го започнавме проектот Дигитална царина, со цел да го модернизираме и олесниме работењето на извозниците, увозниците и на царинските застапници. Денес, со гордост можеме да потврдиме дека концептот Дигитална царина стана реалност. Процесот на дигитализација е комплексен процес, во кој се вклучија многобројни посветени поединци, надлежни владени институции, бизнис заедницата, компаниите од IT секторот, но пред се вработените во Царинската управа, кои со неуморна работа одговорија на предизвиците во обезбедувањето на потребната поддршка за развој на нови и за одржување на тековните царински системи. Мотивот и желбата да се успее во целосен пресврт на царинското работење беше базирана на нашите основни стратешки приоритети: олеснување на трговијата, засилување на безбедноста на границите, заштита на финансиските интереси и модернизацијата. Со имплементацијата на системот за обработка на царински декларации и акцизни документи, систем кој е во ранг на најсовремените системи кои се користат од страна на земјите членки на ЕУ, како земја сме чекор понапред кон исполнување на барањата за влез во Европската Унија. Соцдат е предуслов за понатамошно развивање на дигиталните решенија и услуги, а со тоа значително поедноставување на работата на сите учесници во царинската и надворешно-трговската постапка во ефикасна и модерна царинска околина. Ги намаливме трошоците на економските оператори и го олеснивме спроведувањето на договорите за слободна трговија. Со примената на електронските постапки, заштедата на годишно ниво е над 4 милиони евра. Денес, со новиот царински софтвер, 60% од актуелниот извоз во Република Северна Македонија се одвива преку поедноставени царински постапки, што практично значи дека 2 од 3 камиони извозот го вршат без доаѓање на царински терминал, со што веќе нема трошоци за царински терминал, ниту трошоци за празници или неработни денови, имајќи во предвид дека системот работи 24 часа 7 дена во неделата. Посветени сме на остварување на целта, размената на податоците целосно да се одвива преку електронски инструменти и да воведеме заедничко управување со ризици, согласно неодамна усвоената регионална стратегија за заедничко управување со ризиците, како и акцискиот план од страна на ЦЕФТА. Живееме во време кога општествата се управувани и зависни од податоците што се разменуваат по електронски пат, а Царинската управа останува институција што го следи технолошкиот развој. Во таа насока продолжуваме со понатамошна дигитализација на постапките за увоз, извоз и транзит на стоки, кои во 2020 година стануваат целосно безхартиени. Овие наши стратешки заложби пред се насочени кон подобрување на услугите за економските оператори и сите учесници во надворешно-трговското работење. Процесот на дигитална трансформација на царината е започнат и нема да запре. Дигиталната царина треба да овозможи технологијата да биде во служба на граѓаните и на економските оператори и да придонесе за фер и конкурентска дигитална економија. Но на крај сакам да истакнам дека сепак најголемата придобивка од овој процес беше создавањето на тим, кој успешно, со голема посветеност, знаење и ентузијазам, може да се соочи со сите идни предизвици и да ја трансформира Царинската управа во модерна и професионална институција во служба на граѓаните.